Уште една нова тема со гости во студиото 3 на македонската телевизија. Вака некако ќе го започнеме разговорот, колку да ви ја доближиме темата и сето она за што ќе зборуваме. Кредитните унии се непрофитни финансиски институции чија цел е да создадат подобра услуга за своите членови. Меѓу другото, она на што се става најголем акцент е едукацијата. Токму на за ова всушност се дискутираше вчера на Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно на економскиот факултет, кои се придобивките од кредитните унии. Наредниве минути на оваа тема говориме со моите гости. Велам добро утро за Марија Цветковиќ, инаку раководител и координатор за развој на ФУЛМ. Добре дојдовте. И Филип Јордановски. Драго ми е што сте заедно со нас во утринската програма на македонската телевизија. Споменав јас во најавата дека вчера се случуваше настан актуелен за студентите на економскиот факултет во Скопје. Ајде сега деталите од вас. Благодарам. Мило ни е што сме овде со вас. Благодариме на поканата. Вчера беше 20 октомври, денот кога меѓународно се прославува Светскиот ден на кредитни унии. Значи 223 милиони членови на кредитни унии широм светот тоа го прославуваат. Во 109 земји во светот, 60.500 кредитни унии постојат во светот, такви точно како што е и ФУЛМ штеделница. Значи ние бевме на тој ден, овој пат меѓу студентите на економскиот факултет и го прославивме 2 часа со една пригодна соодветна манифестација како за сонив и како врвнова манифестација беше доделувањето на студентската стипендија. Како помина денот? Зборувавме во она што го споменав и во најавата, ги промовиравте придобивките на кредитните унии, особено на принципот за едукација. Секогаш е потребно да се знае нешто повеќе. Знаете како, секоја година, бидејќи ова е интернационален ден, нели, во целиот свет сите кредитни унии го организираат на свој начин и организираат нешто пригодно на тој ден. Бидејќи нашата визија, нели, и мисија да постојано покрај тоа што даваме финансиски услуги преку нашите институции, ги едуцираме и младите, меѓутоа и сите наши членови. И сега оваа година, бидејќи ние сме постојано присутни меѓу младите и нели фокусот во иднина е да се стремиме да младите ги доближиме и ги запознаеме што значи кредитна унија. Ние веќе бевме познати помеѓу студентите на економскиот факултет и другите студенти, бидејќи постојано сме присутни преку оние работилници кои што им ги правиме бесплатни работилници, нели со цел да ги едуцираме што значи финансиски продукт, што значи услуга, што значи штедење, што значи оној дел дека тие се уште млади, меѓутоа треба да започнат да размислуваат во иднина како ќе ги распределат своите средства, како ќе се развиваат себе си. Така да вчерашниот ден беше само едно дефинирање на нашата успешна соработка со универзитетот и со економскиот факултет. Она што ние постојано го соработуваме преку оние практични настави кои што ги нудиме за студентите. Тие се постојано дел од штеделница ФУЛМ, каде што, нели, ќе напоменам дека е организатор на Светскиот ден, бидејќи сме единствената кредитна унија условно во Република Македонија, која што го развива тој концепт на кредитни унии што е веќе широм светот. Така да студентите има можност да изработат едно лого, кое што ние во иднина планираме да тоа биде нивен заштитен знак, нели, на финансиски институции и студентите. Беше навистина креативно, црта на хамери, значи добивме доста интересни идеи од нив, кои што беа навистина креативни. Нели, соодветно на тоа добија мали подароци. Таа интеракција понатаму ќе продолжиме да развиваме на некој поинаков дел, односно начин, каде што нели ќе се секоја наредна година ќе треба да нешто ново воведеме во однос на тоа. Сакам да напоменам во однос на студентската стипендија која што доделуваме. Тоа е веќе втора година, започнавме од минатата година во соработка со Мичиган кредитните унии. Значи уште една меѓународна соработка. Нели повторно имаше добитник и тоа беше добитник од економскиот факултет повторно. Така да се надам дека наредната година веќе ќе има и од другите факултети, иако имаше навистина пријавени студенти од широм републиката. Повеќе од 100 кандидати? Повеќе од 100 кандидати.
имаше јавен конкурс каде што требаше да напишат, да одговорат на еден анкетен лист. Надпревар, да. Надпревар, да, беше надпревар, каде што прашањата беа за информации во врска кредитните унии. Значи, и покрај тоа што аплицираат, тие веќе се запознаа, истражуваа на интернет, значи, дознаа нешто повеќе за кредитните унии во светот и за ФУМ која што функционира во Република Македонија. Оно што е многу важно, кога студентите земаат пример од некаде, тоа да биде некој кој што е проверен во работата долги години. Потврда за тоа дека одлично работите се и наградите кои што ги добивате на меѓународно ниво. Ќе споменеме она од Денвер. Да, апсолутно. Денвер 2015 беше објавена награда, поточно грант, за 3 најдобри проекти за подобар пристап до финансиски исклучени, особено млади и жени. Така да ние се фокусиравме после овој грант да направиме колку што е можно една структура, една стратегија како ќе допреме до овие млади луѓе и до исклучените категории, особено на жени и на млади. Фокусот очигледен е, значи се насочивме точно кон студентите, се формираше фондот за студентски стипендии, значи еве втора година веќе ја доделивме и одиме и понатаму, значи ќе се прошириме на сите факултети, ќе бидеме помеѓу студентите и нашата мисија ќе оствариме на страна на едукацијата. Од аспект на жените исто така многу ни е важно, направивме форум, ги повикавме жените на 25 јуни да дојдат во првото на некоја врста на основачко собрание, да речем, еден ивент, еден настан, каде што се собравме и идејата е дека ќе почнеме од овде натаму да ги охрабруваме жените во Македонија да ги ослободиме, дека можат и дека едноставно е, дека тие може да управуваат со себе, значи може да си ги остварат своите, да си ги реализираат своите зависли и желби. Апсолутно. Филип, споменавте дека имаше многу студенти кои што беа заинтересирани за наставот. Моето прашање е каква беше нивната реакција? Веројатно секој искуство е добре дојдено во понатамошната работа, од кога ќе се заврши факултетот, ги очекува праксата, ги очекува. Така. Токму тој дел беше она за кој што бевме на крај нели сите радосни, заради тоа што ја сватија пораката која што ние им ја пренесовме. Колку се битни кредитните унии во светот и колку може да научат. Значи има нели повеќе видови на финансиски институции, меѓутоа се поделени да речеме во одредени сектори, значи нивното работење би било во еден делокруг, меѓутоа принципот на работење во кредитните унии е дека еден вработен знае да работи се. Значи, ќе започне од секторот продажба, може би ќе продолжи во маркетинг, во финанси, значи целокупното работење, тоа е принципот и е многу поблизок до населението. Значи, ја сватија таа порака и сите беа мотивирани да еден ден работат во кредитна унија. Штедница ФУМ е тука да ги прими, значи тие се постојано на практична настава кај нас и можеме да се пофалиме со добар процент дека голем, односно најголемиот дел од нашите вработени биле претходно практиканти, односно биле на практична настава кај нас. Само последните 3 години се вработени 5 практиканти. И нема подобар начин за да прво да ги едуцираш младите луѓе, да ги покажат своите афинитети, доколку се пронајдат, се приспособат на нашата средина. Апсолутно тие се регрутирани во задниот момент. Ги споменавте стипендиите, ги споменавте вработувањето, поголема поддршка, здравје, како велат. Да. Она што е најважно, уште еднаш пред крајот на разговорот да го споменаме, го одбележавте меѓународниот ден на кредитните унии, сосема накуса. Кои се вистинските придобивки од нив? На крајот на разговорот. Оваа година, всушност, темата беше да ги на кредитните унии на денот, која што е тематика која што се задава низ целиот свет, на сите кредитни унии, и оваа година темата беше автентична разлика. Наведени беа 9 принципи на различноста, што е она што не прави различни од другите. Мене ми се допаѓа кога дури видов дека една квалификација која што е дадена за кредитните унии, ние не сме банка, ние сме придобивка. Така да јас би сакала да гледам да се гледа на нас како придобивка. Непрофитабилноста, демократскиот начин на управување. Значи сите оние работи кои што се синоним за нас, корпоративното управување,
инициативите како што ги правиме, односно соработките со факултетите, како што е примерот, и континуираната наобрзба на клиентите ни е во фокусот на вниманието и оваа година навистина сме презадоволни што точно токму каде што планиравме, таму и се најдовме. Таму каде што се принципите, таму каде што е оно што не води, таму и се најдовме. Помеѓу жените, помеѓу младите на факултетот и отворени сме континуирано према останатите групи на население, не само према овие. Па веројатно тоа ве прави и успешни како компанија со оглед на тоа што ги мотивирате студентите, ги поддржувате студентите и од друга страна со својот труд и работа добивате и меѓународни награди. Тоа е исто така потврда. Апсолутно, нашата поддршка од меѓународната заедница е многу голема. Ние уште од почетокот почнавме основани сме со финансиска поддршка на USAID и со техничка поддршка на Светскиот совет на кредитни унии. Понатаму со текот на годините партнерства направивме со Мичиганската кредитна лига, понатаму направивме партнерство со Полската лига на кредитни унии и на ниво на свет сме топ. Токму затоа ве следиме и ви делуваме простор за тоа во Македонија наутро. Ќе следиме што работите и наредниот период со сето она што ќе биде ново, ќе имаме повод за повторна средба. Благодарам за денешната. Благодараме на вас. Останете на првиот канал на Македонската телевизија, 3 минути по 8 часот со мало задоцнување, сосема оправдано го гледам и вториот влог.